Почитувани, мој ДДВ е уште едно фијаско во најава на оваа власт во заминување, која што ја доведе Македонија до рабна екзистенција, задолжена со 0%, со 0 оценка за економски капацитет, без европска еднина, без 500 евра плата, без 100.000 денари за докторите, со високи акцизи, а сега дополнително турка развојна сива економија. Со проектот Мој ДДВ ниту ќе има 30.000 за семејствата, ниту е изворливо, освен за семејствата на Заев и семејствата на неговиот клан. Вака изгледа проектот Мој ДДВ согласно потрошувачката кошничка. На едно 4-члено семејство му се потребни 33.000 денари за да го мине месецот, согласно она минимална потрошувачка синдикална кошничка. Минималната плата во Македонија изнесува 12.500 денари, а просечната малку над 24.000 денари. Значи, за минимално да се мине месецот, потребни се една просечна и една минимална плата за 4-члено семејство. Од тие пари, дури 42% одат за прехрана и пијалоци. Односно, ако ги земеме предите овие 33.000 денари, околу 14.000 денари се трошат за јадење. Храната во Република Македонија е оданочена со 5% ДДВ. Значи, од нив неполни 700 денари се пари за ДДВ. 15% од нив се неполни 104 денари за поврат. Значи сте потрошиле, речиси, половина плата од 33.000 денари, или, како беше, 2 плати во тој износ, за храна, за леб, за млеко, за да сготвите ручек, сте дале, речиси, половина и повратот изнесува 104 денари месечно. Според истата кошничка, над 31% од парите одат за домување. Тоа се комуналните трошоци, струја, вода, чинат над 10.000 денари, кои што според власта нема поврат на ДДВ за тие пари. Значи, стапката, каде после храна одат најмногу пари од семејниот буџет, власта нема да враќа пари. Така доаѓаме до 73% потрошени пари од платата, од потребните минимални 33.000 денари, со месечен поврат од 104 денари. Во услови кога народот не зема 33.000 денари плата, туку толкави се примањата во едно 4-члено семејство, од прилика, тоа не значи дека троши помалку, напротив, за жал, толкави се основните трошоци за храна и за сметка. Одиме понатаму. Хигиена, трошоци за хигиена. Според кошничката за хигиена се трошат над 7% од платата, односно потребни се најмалку над 2300 денари за хигиена. За најголемиот број од средствата за хигиена деношната стапка повторно е 5%. Значи за ДДВ одат 115 денари со можност за поврат од 17 денари. Потрошувачката кошничка, онаа што се мери, не предвидува автомобили, туку јавен превоз и за тоа се двојат 7% од парите што стигаат во семејствата, а ДДВ за тоа за јавниот превоз е 5%, значи за поврат повторно имаме 17 денари. За облека и за обувки, просечно 4-члено семејство месечно троши 6,5% од парите кои што стигнуваат в куќи, а ДДВ тоа е 6%. Значи, ако потрошите за облека и за обувки 2160 денари, колку што пресметале за оваа кошничка, УЈП може да ви врати тие 15% 8 денари. За култура 3,2% од семејниот буџет, од платата, односно 1000 денари со даночна стапка од 3%, зашто повратот изнесува 4,5 денари. Синдикалната кошничка предвидува и одржување на здравје и за нив да потрошите 2% од платата, околу 700 денари за лекови, кои што повеќето се со 5% ДДВ, зашто има поврат од 5 денари за ДДВ. Сушност, со ваква плата, колку што е пресметана потрошувачката кошничка од 33.000 денари, вам УЈП месечно би ви вратила околу 156 денари или вкупно 1872 денари годишно за поврат на ДДВ од власта. Односно, 30 евра за цела година собирање фискални. И тоа, ако секогаш купувате, онаму каде што има фискални, а не на пазар или каде трговците ви нудат поголем попуст од повратот. Во случај и да можете да потрошите повеќе, Тевдовски се сетил и на тоа, па ги ограничи парите на 1800 денари поврат за 3 месеци за едно лице.
почитувани, овој однапред пропаднат проект, ваш ДДВ, мој ДДВ, е само мачкање на очи, а и е во полза на побогатите. Наместо него, власта треба да ги намали акцизите, да го врати рамниот данок и да се сврти кон реализација на вистинските капитални проекти. Вакви модерни проекти за мобилни апликации се само дополнителни трошоци врз грбот на се посиромашните граѓани. Ви благодарам.